Прочитав една статија за оценката на студентските домови во Македонија, која што вели дека од 1 до 5 нашите студентски домови едва добиваат тројка. И веднаш сакав да истражам и јас, да видам, да направам некој видео, да се распрашам, да поразговарам со некој кој што живее во студентски дом, да видиме каква е навистина ситуацијата. Мислам дека кај нас луѓето спаѓаат во две категории, односно едни кои што појма немаат што се случува во студентските домови, а втората категорија е луѓе кои што мислат дека тука е најлошо, загреота се децата што седат таму и такви некои работи. Затоа дојдов денеска во студентскиот дом Гоце да направам муабет со Јована, да видиме, да ја поставам неколку прашања и да поразговараме на темава. Лани живеев во друг студентски дом, живеев во Стив Наумов во трета зграда. Годинава живеам во Гоце, некако споредбата помеѓу едниот и другиот, годинава се чувствувам како да живеам во хотел. Со тоа што Стив е многу несреден студентски дом и добро е што сега го средуваат, ама лани пример беше имав цело време константно бубачки во собата што никако не можев да ги избркам со секакво средство. Знаеш, имаш каде да живееш на крај на денот, имаш каде да спиеш, али немаше топла вода константно, имаш некои нехигиенски ствари во купатилата, и има уште чужнови што се црни, нема светло и страшно беше некогаш од времето. Собите се по-несредени од Гоце. Пример, Гоце е многу сега реновиран дом и е по некои посветски стандарди правен, што сега пробуваат да го направат и со Стив, пошто и тој се реновира моментално и студентите ги сметустуваат во зградите на Гоце што се реновираат досега и сега ќе го реновираат и Стив. И што е добро нешто затоа што реално многу треба да се работи на студентските домови за да се постигне тој потенцијал што го имаат. Ама многу се чувствувам привилегирано што јас годинава живеам во Гоце и имам што знам, чисто ми е во собата, издовите не ми се црни, имам купатило со вистинска шолја. You don't know how much that matters. Пред да живеам во студентски, живеев во интернат во Битола 4 години. Тогаш имаш еден добар солиден период од 3-4 месеци во зима, особено кога нема никаква топла вода. И многу бев среќна што во овие години барам парното работи во студентски домови константно од сабајле до вечери, кога стално е топло. И лани беше во Стив прилично топло преку зима и тука е прилично топло преку зима и тоа многу е добро. Додека некои човечки услови не ти се одземени од животот, не учиш да ги цениш, како што е пример топла вода или некој да ти ги пере лиштата. Стив е многу стар дом, има огромен капацитет. Знам дека годинава е затворија прва зграда да не сместуваат. Лани знам дека имаше на 2-3 соби кај што падна тавани од влагата. И сега и втора зграда ќе ја затворат, ги преместуваат студентите, а трета зграда исто така ќе ги преместуваат. Тие што сакаат да останат во Стив остануваат, секако има соби што не се реновираат таму. Ама добро е што има иницијатива да се оправат тие услови, што знам дека со години немало никаква иницијатива да се оправат условите. И тоа ми се допаѓа, тоа ме прави дека среќна дека барам живеам негде што знам дека давам пари за амортизација и таа амортизација actually се прави. И има тука други фактори, како да ти се погоди цимерката, да ти се погоди околината, да нема звук, галама. Тука е тивко, во 9 тука нема галама, нема никој и да се дешава нешто, а во Стив лани цело време имаше турбофук журки на мојот спрат. Константно секој ден луѓето имаа журка. Не можев да учам, не можев да спијам, сакав да плачам, бев онака се жалев долу, вика што да им правиме. Јас што да им правам, само сакав да спијам. Ама тука нема, тука мислам дека цел фокус на сите што работат во Министерство за образование и студентски домови свртен кон Гоце и е малото милениче што сите го негуваат. Пошто има 4 згради, сите 4 се сега реновирани, знам дека во едниот нов блок ќе се отвори културно катче со оние lazy bags и со сите такви ствари, го реновираат дворот со
Мислам дека тоа беше граѓанска иницијатива нека не знам дали беше на Смартап Скопје Лаб што вложија да се реновира дворот и тоа беше окей, као супер. И се фокусирање, ама мислам на Кузман никој не се фокусира, Кузман се распаѓа. Буквално. Ама на Гоце се многу фокусирани, многу вложуваат труд и вложуваат луѓето во тоа. Мислам дека луѓето што живеат во Гоце треба да се чувствуваат привилегирани што не живеат негде другде. Знам дека као цимерка ми е прва година, не живеа прв пат тука во Гоце, нема никакво искуство со друг студентски дом, си иде од дома. И беше на гости кај нека другарка нејзина во Кузман и кога требало да дојде до тоалет и да се качи горе по скалите, не работел лифтот и се враќа дома истравматизирана и ми вика: Јована, ние живееме во хотел. Живееме во хотел, вика. Не знаеш што беше таму. И знам пошто јас имам луѓе што живеат во Кузман и кога стално сум таму на гости, знам како живеат. Мислам, тоалетите се тоа што е најгрозно. Тоалетите. Кога нема светилки во тоалетите, тоалетите изгледаат кога се направени пред некои 20-30 години, уште имаат чучневи што се црни пошто нема топла вода, мислиш дека се валкани и не знаеш дали се чисти или валкани и каква инфекција ќе фатиш. Статијата вика: студент што живее во дом во просек јаде по една банана месечно. Јас немам јадено банана месецов. Постругуја. Ко читав тоа целото истражување, и има некоја вистина во тоа реално. Зависи од студентски до студентски како е храната. Пример, Кузман имаат многу добра и вкусна храна и кога стално имаат кои им се полни чиниите, Стив тоа не беше така. Пример, лани имаше 3 месеци каде што и за ручек и за вечера јадевме копан. И мислам дека тоа беше истите копани што ги готвиле во понеделник и ги јадиш до петок и после во понеделник пак имаш копани. Али као тоа со овошето и со зеленчето, мислам дека годинава е малце посменето, пошто као има сега од со бајле имаш смути и после имаш за ручек едно као десерт што ти е или јаболко или портокал или такво. И за поќе реално поќе се трошат пари на јаболка и на портокали, тоа го има почесто, мислам портокали има стално. И банани нема. Банани нема воопшто. Јас немам видено банана. Не одам секој ден на ручек, ама немам видено банана во тоа 80% што сум била. Има портокал, има јаболко, секој ден за пример за ручек имаш или ориз и манџа некој, имаш нешто со месо. И после имаш као салата или некогаш имаат супа, некогаш немаат супа, зависи дали е манџа или не е манџа што јадеш. Имаат десерт. И со десерт, пример, нема да фатиш ако поеш во 4. Ама има два пати во неделата има еклер или тулумба. На почетокот на годината имаше као сутлијач многу често. Имаше пудинг едно време. Сега имаат поќе јаболка и портокали овој период. Добро е што имаш као барем имаш 3 оброци во денот и знам дека многу приватни студентски домови што ги има во Македонија го немаат, тоа имаат као само поручек, а тука имаш као и работи кои од 7 со бајле до 9 навечер и тоа е време кога што можеш да појдеш и да јадеш, и имаат као 2 паузи во денот, што по пола сат, тоа е 1 сат. И имаш прилично нека стално кога да појдеш има нешто за јадење, као на крај на денот и тоа е нешто. На крај на денот јас живеам тука и не ми е нека ова само passing by место, туку си го чувствувам како да ми е дома, како си го имам украсено, си имам сакачено сјалечки, слики, книги и јас се припарам како да се чувствувам како тука, ова ми е мене дом и како мојата цимерка мене ми е тој што живеам со на крај на денот, тоа ми е семејство тука. И тоа е доброто нешто кога затоа што се чувствуваш дека има некој што го оддржува твојот дом и кога се чувствуваш среќна и со тоа вложуваш, кога секој ден сакам да ми е чиста собата или секој ден сакам да имам некои ствари што ми ја украсуваат
И колку поќе нека тоа на чувството на припаданост, колку поќе ние се чувствуваме како да припаѓаме тука, како да живееме тука, толку поќе ќе вложиме на тоа место да го направиме да ни е под дома. И се чувствувам како да припаѓам тука. Едноставно и знам дека многу луѓе ги гледаат студентските домови како да се некој да се распаѓаат едни врз други и реално кој има многу работа што треба да се направи на некој од студентските домови за да не биде така, ама животот тука е убав затоа што кога запознаваш многу луѓе константно и кога знаеш дека одат негде во животот и кога се спријателуваш со премногу луѓе, си изложен на секакви луѓе од сегде и тоа јас го гледам како една предност што ние имаме затоа што као запознаваме толку многу луѓе од многу мало во многу интересно место и колку луѓе знаеш и колку луѓе онака ти се пријатели и со колку луѓе си правил ствари на крај на денот, you feel like you belong there. И затоа јас се чувствувам кога тука сум дома. Тоа ми е поќе дома него дома во Кичево, пошто не си одам многу често дома, еднаш во годината си одам дома и тука седам и само си ги ставам книгите, си ги ставам стварите и си ги гледам и си го чистам местото и си го одржувам и знам дека ако немам топла вода во тушот некој ќе дојде и ќе ми ја направи и дека стално имам да јадам долу во кујната некаква храна и ако нема доволно барем имам шпорет и знам да си изготвам нешто. И тоа е битно. Значи тоа е битно да го сватиме дека тоа се условите што ги имаме и ние треба да работиме да ги разложиме и да ги направиме подобри. Мислам тоа е покомплексен проблем и не можеме да речеме тие се криви за тоа, тие се криви за тоа. Мислам дека ако ние научиме да комуницираме со службата и студентите, да комуницираме на еден покомплексен начин каде што ние се бориме да си ги искажеме тие ствари што ни се битни и они као не слушаат и ги инкорпорираат тие ствари нормално колку што буџетот им го дозволува. И тоа би било нека тоа што треба да се, значи ние треба да разговараме со нив и мислам дека знам дека на директорот што на студентски дом вратата му е стално отворена и знам дека можам да кажам дали може да дојдам и да разговарам со него и да му кажам што мислам, он ќе ме слушне нормално. Само луѓето мислам дека ние сме станати многу, ни е станато удобно да кажеме дека работите се такви и не можат да се сменат, ќе ти речат тоа е, што ми е онака најмногу ме нервира, не е тоа. Значи тоа е онака дека знак дека нешто се заташкало и дека ти треба да станеш и да му кажеш на тој што е одговорен, ова не треба да е така и ти треба да го поправиш. И кога ние го бараме сето тоа е нормално дека ќе се поправи, затоа што it has to.